Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Само неколку месеци по убивањето и кражбата на општинскиот комунален пункт во Капиштец, како и по уништувањето на реквизитите на детските игралишта, нов инцидент. Малолетни лица убиле багер, го оставиле во функција и предизвикале штета на паркирано возило и го уништиле системот за наводнување. Оштетен е јавен и приватен имот. Нарушена е безбедноста и јавниот ред. Ваквото однесување мора да запре пред да се случи нешто полошо. Повикувам на свест, одговорност, а клучно е да соработуваме и комуницираме за да се спречат ваквите инциденти. Само со заедничко залагање ќе имаме мирни населби и сигурен живот за нашите граѓани. Вака порача Герасимовски. Ние во црвена линија прашуваме зошто ова им е забавно на малолетните лица. Дали родителите треба да бидат казнети и покрај платените трошоци за направената штета? Каде лежи вината за постоење на ваков вид вандализам? Во образованието или домашното воспитување? Денешната тема покрај сите прашања што ги поставивме гласи: како до мирни населби и сигурен живот за граѓаните. Секако ќе напоменам да не заследите на социјалните медиуми, на Facebook, објавена и таму темата, па преку коментари и споделување можете да ја продолжите дискусијата, се разбира дури и по завршувањето на црвена линија. Но секако топло препорачуваме да бидете дел од оние кои што не следат на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. Таму актуелно е денешната анкета. Прашањето е следно: дали засилено присуство на полиција во населбите е решение? Имате, како што гледате, две опции за одговор. Кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да, не, ќе пресметаме во проценти и резултатите ќе ги соопштиме таму некаде пред рекламите. Се разбира, во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Петар Догов. Дивјаштво во режија на малолетници повторно се одвивало во Капиштец. Се случило вчера вечер во паркот во оваа скопска населба, односно во делот каде што се изведуваат реконструктивни работи. Младите лица обиле багер, го стартувале и управувале. Попатно оштетили едно паркирано приватно возило. За вандализмот извести градоначалникот на Центар Горан Герасимовски преку објава на социјалните мрежи. Општинските служби излегле на терен, а случајот е пријавен и во полиција и изготвен е записник. Уништени се и каблите за системот за наводнување и направена е значителна материјална штета. Апелирам до родителите, разговарајте со своите деца за последиците од ваквите постапки. Причините за ваквото однесување на децата треба да се бараат во состојбите во општеството и деградираното образование. Ова го вели социологот Илија Ацески. Треба да настане една порадикална промена во тој процес на образование и во рамките на семејството треба и родителите една посериозна едукација како да се однесуваат спрема своите деца. Тука лежи клучот, би рекол, на тоа такво однесување кое што ние некојаш не запрепастува, не зачудува како може деца тоа да го прават. Се е достапно за децата на некој начин. Замислете дете кое користи 5-6 часови на паметниот телефон, недолг меѓу 10 и 12-13 години. Што очекуваме ние од неговото однесување? Ова не е првпат малолетници да прават несвојствени работи во Капиштец. Тогаш градоначалникот Герасимовски најави дека преку ребаланс на општинскиот буџет ќе се одвојат средства за камери на јавни површини за полесно да се контролира кој го тероризира јавниот простор. А сега сакаме да ве слушнеме токму вас на 0230700005. Завртете и земете активно учество во црвена линија. Секако технички аспект напомена за они особено кои што за прв пат ќе се вклучат во контактна емисија како црвена линија. Ве замолувам да го намалите и целосно тонот на телевизорот, се со цел подобро да се слушнеме. Ке подсетиме дека имаме повеќе прашања, односно зошто ова им е забавно според вас на малолетните деца, дали родителите треба да бидат казнети и покрај тоа што еве ќе платат надомест за направената штета и сушност според вас каде лежи вината за
ваквото деструктивно однесување кај малолетниците? И дали сметате дека засилено присуство на полиција во населбите е решение? Имаме многу прашања до вас, а верувам дека секој од вас и како родител и секако како можеби и дедо, баба ќе има одговор на нашите прашања. Ке подсетам, ако имаме гледаш, ке почнеме веднаш со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав многу и до тебе. Се од убава по убава тема ставате. Мислам, не е убаво ова што се случува, него сакам да кажам баш од сегашниот живот што ни се случува. Значи, секоја чест за тој што ги смисли прашањава. Значи, Тина, што се случува со младиве, јас се прашувам, значи, уште од малецки треба, Тина, кога останав без работа, се дружев со млади мајки и ги гледав како тие толку незаинтересирано со случоци, нели? Децата сами на себе препуштени или на телефоните, или едноставно, или па на работа се родителите поставени на дадилка, па на дадилката, пак се исклучоци зборувам, дали е битно или не е битно како тоа дете ќе се воспита, значи од мало треба да го воспитаме, а не ние се му даваме за мир у куќа. И што направивме од децава? Јас сум била сведок во парк кога едни деца дојдоа, не знам од каде, на едно огромно дете, може имаше 1,80 м, кога се качи на тие реквизитите, 20 деца се качија на еден реквизит, го испокршија. Јас им викнав, јас сум ниска, 1,5 м, и дури се уплашив дека детево ќе ме нападне мене. Значи, толку агресија, толку, не знам како да кажам, дали се тие деца од мали такви, дали се испуштени од раце, што се случува, значи, навистина е страшно ова што ни се случува со децава, толку млади, а полни со агресија, само одма ќе се тепаат. Значи, ова што го видов, секако требаше и позорникари, која зборевме дека треба да има улични позорникари. Така, оние кои што редовно не следат, се разбира, ни сезоните црвена линија, ќе потсетиме дека токму минатата сезона зборувавме и за тоа дали постои според вас необходност да се вратат старите добри позорникари, односно полицајци кои што и такако вршеа мониторинг врз населбите и точно ги знаеа сите мештани по име и презиме што се случува и така натаму. Како и да е, ќе потсетиме дека црвена линија, и кога зборуваме за последниот вандализам во Капиштец, ќе потсетиме дека првиот вандализам се случи не толку поодамна, поточно на 24 јули. И токму црвена линија ја постави темата, односно го постави прашањето дали решението се ригорозни казни или социјална работа со младите. Ке издвоиме какви се разбира реакции имаше и по повод на првиот вандализам во Капиштец, односно каде што сите бевме згрозени од видеоснимките како се демолира забавниот, односно детскиот парк во Капиштец. И тогаш во јули месец градоначалникот Герасимовски за тие случувања целно се сретна со началникот на СВР Скопје, тогаш Саша Топаловски, со кого договори конкретни чекори за враќање на мирот во деловите од општината, што се мета на хулигани и вандали. Покрај институциите, Герасимовски тогаш ги повика и граѓаните и родителите на будност и близкост со своите деца. Агресивното однесување тогаш напомена дека ништо не носи добро и да не се дозволи да стане полошо. И само неколку, слободно ќе кажеме, месеци стана дури и полошо. Поточно малолетни лица всушност употребија багера, со багерот направија и огромна материјална штета, не само на јавното добро, туку и на приватен имот, бидејќи беа оштетени и автомобили на станарите. Добар ден. Добра вечер, Дике. Добра вечер, да. Пак ти упорно. Добар ден, добар ден. Па, знаете како јас се водам по часовникот, не толку по... Кој ти знаеш од дома, добар ден, добро утро и толку, завршува приказот. Така е. Вака ти кажем, и ние кој деца кои ни правија улиците овде низ Тетово и ќе паркираја после тие багерите, све што правија тие машините ово, да седе не научи, вика, а да клине свртега на пола
и вика, турите од тоа ќе запалите моторот. Ма ние кој деца, само да го запалиме. Ја знаеме прва, втора, напред, рикпрес. Децава случајно знаеле и напред. И сите избегале децава. Кој го запалиле, кој го пуштиле и го пуштиле. Прашањето е тие што ја градат таму улицата или што е ово она, како заштитува апаратурата така да може едно дете со свитка клинет да го запали моторот и да отиде по гаражите. Прашањето е тоа. Сега зошто ќе ти кажем, ќе ви направи вас и телевизиите. Ние сега ќе видиме на Балканот на сајбер технологија први наредните 3-4 години. Ќе видите како и телевизиите како ќе одговараат. Ја не знам. Ја бев тамо, не видов или само прожектирав. Не. Сајбер Ке подсетам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди, но и ќе го поздравам и ќе му се заблагодарам на гледачот и секако ќе го подсетам дека може повторно да го заврти нашиот број и да добие нови 90 секунди. Ке подсетиме дека токму од последниот вандализам дополнително се уништени и каблите за системот за наводнување и направена е значителна материјална штета. Сега ние ве прашуваме зошто ова според вас им е пред се забавно на малолетните лица. Дали сметате дека родителите треба да бидат казнати за ваквите постапки на своите деца покрај или исплатата на штетата која што мора да се покрие? И дали засилено присуство на полиција во населбите според вас е и решение? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро вечер мораме ве да кажам. Исто, дали се слушаме добро? Јас ве слушам убаво. Одлично, повелете, ве слушаме тогаш и ние. Се јавувам од Битола јас. Така, повелете. Вака сега, јас работам во години, работев во Зиков. Кој ќе се собереа машините, комбајните, тракторите, и си имаше стражар. И тука не сме никој да гимни. А сега го остава тракторот, човек нема за да варди. Са децата што ќе прават? Ќе играт играчки. Значи треба секој, кај што се работат машините, да си има обезбедување. Да си има да си платат човек. Јас не ги укривам децата. Ги укривам газдите на машините што ги остават на улица, што може секој еден да направи нешто. И плюс треба да има клучови, да ги отклучи, па да запали, па да прави. Не што рече колегата прва рикверс. Тие се сега на хидраулика. Нема проблем никако. Така ќе пристиш, така ќе сврти. Затоа мене ми е зборот дека треба обезбедување на секоја машина што ќе биде оставена на патот. Ништо друго. Добро, во Капиштеци пред неколку месеци се случи нели вандалски чин врз игралиштето. Да прашаме еве каде ја гледате причината за појава на желба да има потреба од вандализам кај малолетни лица? Нема време да ви кажам, ќе ви објаснам поубави, тоа е тоа. Ќе се слушаме тогаш за многу кусва време, па во новите 90 секунди сега кој веќе ни дадете одговори на тоа прашање, бидејќи ние некако централно во оваа денешна тема. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па, јас ја гледам, го поставивте прашањето, кај ја гледаме ова причината за вакво вандалско однесување. Во домашното воспитување. Никаде друго место. Значи, се работи за домашно воспитување, ништо повеќе. А може и генерацијски уназад се не бил ни таткото воспитан како што треба, па ни дедото може не бил. Едноставно, ние велиме белјаджиска фамилија. Луѓе кои што сакат да направат некоја беля, кои што се склони кон тоа да оштетат нешто што ете така, да направат некој зијан. Еве, направија децата зијан. Родителите ќе ја платат штетата, а може ќе платат и казна. Меѓутоа, што се тоа? Родителите утре
можат да одат на работа, и едни и другиот. Децата остануваат дома, одат на училиште, се враќат од училиште, си купат по едно чоканче ракиче таму, што ти ја знам, водкиче, било како, за нив е доволно да му Но сврти продажбата памета има за малце. алкохол е строго забранета за лица под 18 години. Обавезно конзумират алкохол. Така, значи имаат лесен пристап според вас дури и до алкохол, кој што е еден според вас од иницијаторите за да нели се јави вакво вандалско однесување кај малолетни лица. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Вака сега. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро. И у други времења имало такви случаи, па не е било вандализам. Ве слушаме, продолжете. И затоа ово не е вандализам. Затоа што и децата си тражат забава. Дали за вас еве ова е начин кој што треба да биде забава за малолетни лица? Па не е забава за малолетни лица, него сепак пред се треба тие возила да бидат заклучени и обезбедени. Сега децата отворили прошле. Имало е стално случаеви такви, па не е било толку како да кажам, вандализам. Еве, според вас, што најдобро треба да се направи за да се спречат ваквите ситуации? Генерално. Генерално треба да се заклучуваат возилата. Но на оваа локација Капиштец беше пред неколку месеци направен и вистински вандализам, односно беше искршен целиот детски парк. Па не е било со моторни возила, со валек, со багер, него било онака. Сметате дека тоа е допустливо и дека тоа е... Не е допустливо, но сепак треба така да се карактеризира. Добро, дали сметате дека засилено присуство на полиција во населбите е решение? Не. Не, добро, во ред. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжете да не следите, да видиме какви одговори ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тине. Поздрав до вас, во црвена линија сте, ве слушаме. Вака, сега со предходниот гледат не се слагам. Добро. За вандализмот ќе зборувам. За младинца. Родителите не се воспитани, Тине. Още од мало дете, ако не е воспитано и не е не ли гледаш? Само бели прати и нищо друго. Родителите, ја колку пати мудро стопаница, мене ме казнаа в полицията. 20 пати отиди в полицията, не е наша работа. Ни полицията, ни нищо. Най-много от родителите. Нико възпитание родителите не. Не е гледа цела Македония, само кучия и само измет. Не работят, не интересът нищо, по 2, по 3 кучия. Абе срамота е това, бе. Това не е младина, бе. И ни беме, ама беме възпитани, домашно възпитание. Това родителите не са възпитани. Никакво възпитание нямат от тия родители. Редко има, може, уилято еден. Само бели правят, цяла нощ китат и нищо друго и са телефоните. Цяла Македония кучия и измети е, нищо друго. Трябва да хванат да работят. И милицията трябва да тепа, бе. И нека има там полицайци, а не они цяла нощ китат. Срамота е ваша се работи в Македония, бе. Филмови гледат и кучиња. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Сега кога останете со нас, еве уште еднаш ќе ве потсетиме дека ние како Црвена линија, односно со случувањата во месец јули, кога секако беше направен вандализам и дивење,
односно беа искршени реквизитите од детското игралиште повторно во населбата Капиштец. Црвена линија го постави прашањето дали решението тогаш велам, дали решението се ригорозни казни или социјална работа со младите. А како изгледаше тоа со оглед на тоа што беа регистрирани преку видеозапис, имаше снимки, како изгледаше вандалскиот чин тогаш. И сега од месец јули до сега повторно имаме оштетување на јавниот имот, но овој пат и на приватниот имот, бидејќи со употреба, односно со возење на багерот, кој што бил од исклучителна забава за малолетните лица, секако се оштетени и локалните возила на станарите. Ете, тоа вака изгледаше, значи се кршеа реквизити и тоа тенденциозно и целно. Затоа и ваквиот чин беше сосема праведно наречен вандализам. Но каде еве денеска кога повторно, и тоа не за многу долго време зборуваме, каде е коренот на вандализмот според вас? Зошто малолетните лица наоѓаат ваков тип на забава? Односно, ваквите нешта им се многу поинтересни отколку работи кои што може би се попристојни за нивната возраст. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Јавувам се од Провишти. Добро вечер, господине Јованче, повелете, ве слушаме. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Слушаме се. Во Провишти има на неколку места убаво. Ало? Дали се уште сте на линија? Ве слушаме внимателно. Добро. Има неколку убаво уредени паркови за млади деца. Не е проблем у малите луѓе, него проблемот у тие што се малку постари, 30, 25 до 35 години и не знаат што да работат. Направено е убаво, отидат, скршат, тврдат. Не може дете од 15 години да прави проблем. И се у филмовете што гледат, американските таму од црничките квартове, удружате по 7-8 група и брлавеат по градот, прават проблем. Не може полицијата да му биде стражар на тековове. Не може полицијата. Така, благодарам многу. Еве, гледачот кој што ни се јави од Пробиштип, напомена дека вандализмот всушност не е нешто што го прават само малолетни лица, туку, колку што и самиот кажа, сведок е на вандализам и од страна на многу повозрастни лица, дури во своите 30 години, каде што еве уништуваат јавно, тенденциозно уништуваат јавно добро. Благодарам многу, еве, затоа и ве вклучуваме во поголем број за да добиеме една палета и разновидност во одговорите и секако меѓусебно и да развиете дискусија. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, во црвена линија сте, ве слушаме. Па дали е вандализам? Па сигурно вандализам е, нема што друго. Тоа е невоспитаност од родителите. И строго да се казнат треба родителите. А тие такви деца кога се фатат, полицијата треба да има полицајци повеќе на терен, позорникари, и тие деца во дом да се носат. Не можат родителите да ги воспитуваат. Значи, како може тоа дете да крши државна имовина или приватно? Зошто дома не искрши? Така е воспитано тоа. Значи, дома нека фата да ги искрши. За тие може и другира веќе деца. Строго тоа да се казва. И нема што ќе поправдуваме ние, нема што да прават. Тоа забава било од тоа, а се забавува дома. Со родителите таму. И тоа само позорна служба да има на терен и ваквите случаи. Фатиш ли?
Веднаш приведување во станица и родителите тука и строго тоа сета штета што е направена, родителите да сносат. Како може така? Возило оштетени таму реквизити, овие тие се поставени, те се забавуваат дечиња, или било кои или клупи, што треба да одмарат некои луѓе тука да седнат, да стрешици кршат, осветлување. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако ве слушаме, повелете. Благодарам. Па вака, јас прво ќе кажам, значи премногу слобода има нашите младинци, млади деца, премногу се опуштени од страна на родителите и од страна на наставниците. Многу малку има едукација од двете страни и затоа го прават тоа. Имаме колку икс, да речеме, случаеви, градинка, и реквизити што не имат оштетено, меѓутоа дали одговара до сега, никој не одговараше. Сега да се прашаме, дали оној што му е оштетено возилото ќе му го признае ДОС? Не му го признава. Ќе го прати на приватна тужба да бара, значи како да му се оштети, да се обештети за оштетеното возило. Значи, овдека треба родителот, значи, да биде казнет строго, значи во име на детето, затоа што неговиот син или ќерка го направи тој прекршок. Меѓутоа, детето не сме да става на огласна табла. Меѓутоа, треба во школите родителите со слика, име и презиме да бидат ставени, значи кој не води сметка за своите деца како се понесуваат во школа и какви недела прават, значи да биде како пример, да се срамат од сите останати родители кои ќе го прочитат и ќе го видат ликот на нивниот другар, пријател, да речеме сограѓани кои што имат дете во тоа школа. Мислам далеко повеќе ќе биде тоа и дебели казни. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Ке подсетим, се разбира по првичниот вандализам во месец јули, општинските служби речиси истакнале дека секојдневно наоѓаат искршени клупи, канти, канделабри, дел од детски реквизити, огради и затекнуваат пешачки патеки полни со ѓубре и искршени стакла. Сите овие случаи, како и видео снимките, општината ги има тогаш доставено до надлежните институции. И не помина многу време, сега имаме уште по моќен вандализам, каде што сега веќе и имаме оштетување на приватен имот, односно на возилата од локалните станари, бидејќи е возен багер кој што се нашол на таа локација. Па каде ја гледате причината, еве да малолетниците уживаат пред се во ваква забава, каде што ќе се оштетува јавниот имот, а дури и ќе се оштети во оваа ситуација и приватен имот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас сум така, Да, ве слушаме, повелете. Јас прво читам тука, прво и основно што можам да ги осудам за овие вандализми што ги прават децата, се медиумите, вие сите медиуми. Затоа што не знам дали вие гледате, јас сум пензионер, па седам до касно. Вие не знаете какви филмови страшни даваат. Тоа е ужас, само убиства. Почнувајќи од Телма до Македонска, до Канал 5, нема телевизија што нема такви убиства, тепачки, што да ви кажам, се ежам ја и го менувам филмот. Тоа е прво и основно, вие медиумите тоа го правите. Друга работа, родителите ништо не гледаат, но нивното дете што прави. Еве ја вземам по мојот внук. Услова си спие сам, има телевизор, има PlayStation, има ова, има она. Детено све може да прави, само не да спие и да учи. Ете тоа да ви кажам, значи, прво медиумите, друго родителите, за државата не знам дали е или не е, али треба да се вратат пак тие што викат старите полицајци, да се шетат по улиците, по ова, по она. Мислам дека дури тогаш може нешто да би.
Така, благодарам многу за вашите одговори. Останете со нас да слушнеме што ќе одговорат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден и убав ден ако сум јас. Секако повелете, ве слушаме. Па да ви кажам, ова е нешто не можам, јас не сакам никого да навредам, меѓутоа не можете да останете мирни, дека ова, како да речам, нормално дете или како да се изразам, не знам, да направи, да ужива во оштетување, во негативна работа. Тоа не е нормално за еден човек, било кој да е. Вие да уживате у нешто, да го оштетувате и да правите беда, како да кажам, више другше. Значи, прво мене не ми е јасно како го запалиле тој бајер. Значи, тој бајер, клjuč, врата, нешто да се отвори, вајда бил. Како успеале да го запалат бајерот? Значи, да го запалиш бајерот и да тргнеш, треба да има вајда клjuč да се запали. Како? Тој не го буткале они бајерот? Значи, ова е нешто како ова насилство, конкретно зборам за тоа, значи е нешто необјаснливо, ајде кршеле, фрлале, правеле до сега све. Меѓутоа, вие градежно возило, да го запалите и да тргнете, ја не знам кој памет, која сила, која смелост, што да кажам, ги имале тие деца това да го направат. Значи, ова неодговорност, ова треба, не знам, цела фамилија, татко, мајка да се земе, да ги пратат негдека малку, да имаат нешто надзор на тие деца, што дозволуваат тоа дете што не може својата енергија на друго место да ја потроши, па да ја потроши на уништување на нешто. Само ова е невидена катастрофа. Благодарам многу и вам за одговорите. Секако за оваа вест и останатите вести од дома и светот, не заборавајте да кликнете на telma.com.mk. Секако ќе ве подсетам дека и преку коментари и секако споделување можете активно учество да земете и преку Facebook, Црвена линија нашиот профил, но и профилот на Телма телевизија. И кога сме кај коментарите, секако по случувањето, ваквите случувања последни во населбата Капиштец, каде што малолетни лица убиле багер, секако имаше бурни реакции. Дел од коментарите се следни. Зоки Настевски напишал само задолжително служење во војска. Па таму, ако не може да издржат дисциплина, нека кршат, ама и да платат. Владко Кусибојовски одговорил: Зоки Настевски, аман со таа војска, оди ако ти се оди. Зоки Настевски одговорил: Владко Кусибојовски, јас бев пријатели и не бев како овие, ова ќе го прескокнеме, и тоа во една од најмокните армии. Како да деца или зверови создаваме како општество, прашала и Трајанка Тасулова. Вие каде ги гледате всушност причините, корените на потребата за вандалско однесување кај малолетни лица? Добар ден. Здраво. Здраво. Се слушаме. Да, одлично, повелете. Сега вака би кажал ја. Па малолетни лица сега ако ги зборите за овие Капиштец, тие се нежни деца, тие мислам тоа што го правеле ситна боранија. На крај крајова таа фирма што го донела тој багер таму, што барала да го остави багерот таму? Заврши работа, товари у камион, беде у гаража. Што е тука оставање пуно пати копи со бекатонки и све останато, песо си чуда на улиците и по месец дена и повеќе, по 3 месеци може прават едно парче од 10 на 10 метри. Мислам, децава валјда им докиснало и си наша забава. Ја ги оправдувам, да ти кажам најискрено. Вие не знаете што е забава, дојдете малку Драчево вега да живеете, решите у село Драчево, па да видите како забава се прави од страна на Моране и на Студеничане. Можам да замислам оние у Сингили што живеат онде на село Ченто или Нова. Па таму какви забави се прават. Каде што игра АК-47, кај што игра Томпсон, кај кој не што. Не. Па нели гледате кога прават забави, децата од ранковните у Чаир, у ова, она. Видите какви убави забави прават. И сега овие ги напаѓате деца мирни. Овие, што не земале АК-47 или Калашников превод, тие се мирни деца, културни се, тие се деца за пример, не за презир. Значи, убаво си тера децата. Си наште забава, оставен багер тука без никако одобрение, без ништо на сред пут. Тргај ова чудо тука бе. Дали засилено присуствуваме на полиција во населбите решени? Може, во Рачиново може и у Кондово може.
Благодарам многу за одговорите. Еве повторно дел од коментарите. Љупчо Павловски напишал: срамота и резил. По овие здиса веќе општа опасност стана, а бе одма по брза постапка пред обвинител и судија. Ужас, ке уништат некој човечки живот. Мито Николов напишал: учи паметно по паметно, учи будало по будало. Калина Треневска одговорила: камери, чуварска служба, полициски патроли. А Зоки Бошков напишал: ова во аеродром пред 1 година се дешаваше. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во црвена линија. Благодарам. Јас не се сложувам со гледачот, меѓутоа за Драчево до некаде да, затоа што Драчево е мала Софија. А не можам да поврзам вандализам и забава во никој случај. И за багерот каде е оставен, градоначалникот кажа дека работата не е довршена. Не може вие такви возилова до душа од малите багери. Има и поголеми машини, ние да ги шетаме вез ден низ градот. Кога ќе ни текне да ги донесеме, кој ќе ни текне да ги вратиме. Се носи на работното место, додека не се сработи, ќе стои тука и никој не сме, и баш да е отклучен, немаат право да влезат во багерот. Затоа што тоа не е нивна собственост. Може би е на градот тој багер, може би е на општината. Дотолку повеќе сум слушнала дека многу лесно се отвараат и се палат. И штета, викаме да има полиција или еколошка, или оваа што ја има. Па тој што влегол во багерот, со багерот ќе тргне и кон полицајецот, како што тргнал кон возилото. Овие деца се партиски побуди од дома. Не се воспитани. Во нивните домови сега е омраза партиска. И затоа е ова направено. Јас ви гарантирам, затоа што слушам како малолетниците зборат по улица, како го спомнуваат ДУИ, како СДСМ, како ВМРО. Толку се арогантни, толку се задоени со политичка омраза, со партиска, значи мора да се работи на тој план. Значи се од дома и од партиите. Ништо друго не може да им помогне. Тие се склони со багерот да убијат и човек. Како може никој не видел, тие не може тоа за 5 минути да го направат? Така, благодарам многу за одговорите. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Прво поздрав до емисијата. Благодарам многу. Во однос на темата, еве ги слушав и претходните гледачи и во врска со вандализмот, некој каже дека треба да се постават стражери, дека треба да се постави обезбедување. Тоа мислам дека би било помош само доколку би сакале да се заштити само некој јавен предмет. А доколку сакаме да ги коригираме децата, не мислам дека тоа е крајното решение. И сега заради проблемот со децата, тоа е да речем долга тема, не може сега се да се опфати во толку кратко време. Сакам само да кажам дека се што се случува во општеството, сето што е лошо и вандализмот со децата, според мене се случува заради што децата од мали не се учат на љубов и на тоа што треба. А љубов, барем за нас православните, е Христос. И децата од мали се учат на се друго, само не се учат на верата, дали под образложение дека на тоа не му било местото во училиштата, а во меѓувреме се врши секаква индоктринација. И додека нема љубов во децата, додека не се воспитат на тоа што треба, тие ќе немат основа, стоп во животот, кон што да се водат и врз кого да се градат. И тие тука се лесна мета за секоја индоктринација. Да не почнам вклучувајќи од ЛГБТ, па тие што не се занимаваат, како што рече жената, со политика, ги индоктринираат од мали да бидат политичари, да бидат некој нешто, ти си не треба. Така, благодарам многу преце за вашето учество во црвена линија. 90 секунди е време трајање на едно јавување. И еве ќе ве охрабрам се додека траеме, се разбира, повторно го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Слушавме многу одговори, сега е време да слушнеме дополнителни. Добар ден или добро вечер. Добро вечер. Добар ден, добро вечер, од Штип се јавуваме. Поздрав. Па еве, каде ги гледате корените, причините на вандалска забава кај малолетните лица? Домашно воспитање. Дето се дома воспитува. Па у школото. А ако што гледам снимките, тие се големи деца, не се мали деца, така да... Малолетни лица се сега, ако не се мали. Малолетни, ама по 90 кила се гледа се на снимката. Според мене, тоа е
пијано и здрогирано се. За тие нема правка назад, туку да се спречи за другите деца што гледаат тоа на телевизија, што земат поука од поголемите. Може да кажам, моје време, јас сум воспитуван, сега денес ствараме грешка со влечка Чикуманово, сега децата кои ги воспитуваат. Со интернет дома. Сметате ли дека треба да се воведат ригорозни контроли и казни? Треба на мами и на тато да се воведат, да ги чешнат по джепа. Така да сетат, ама дето ко трнево и не правят, многу лошо да се врне назад, од што е почнало, така да... Тоа е и поздрав од Штип, се наубаво. Се неубаво поздрав и до сите штипјани преку вас со вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Ало. Добар ден, добро вечер, Црвена линија. Добро вечер. Повелете. Слушај, значи, испуштена е младина, јавно се кажува, ме слушате, не ли? Да, продолжете. Јавно се кажува дека се малолетни, они добиваат сила, разбираш? Значи, ова беззаконие има закон, како едно време никога растевне. Направиш нешто, тетово таму поправителен дом имаше, не, ги испраќа, ги не малтретира, значи ќе те викнат у полиција, не те тепа таму, ќе те замакнат за уши. Овдека ја одведе се јамам во Дворови местноста што направи едно игралиште. Стварно убава работа. А ти знаеш што се случи? Минус 10, минус 5 ноќеска орла. Цела полиција не идат. Викам, малолетни се. Ти знаеш што па се искрши? Ја не знам како ова беззаконие, како ова власта. Ја го слушам и министрот за внатрешни работи, ова джаве кој се искрши, после ќе поправаме тендери, мендери, па ќе тера. Значи, дај да се земе како што треба. Дома не ги воспитуват, ако го скараш детево, иде татко, што ти викал на детево она? Ала, воспите го таму, смета. Јас се жалев, врз куќата ми маваат деца со камења, одам у полиција, ги познаваш и. Што тебе да ги познавам? Јас ја следи работа, ги планав и ги прлев од мостот. Не сум ја чичо, се комил Господ, не, го фаќам со камење урат. Значи, мора полицијата да си земе овие ствари во своји рад. Благодарам многу и вам за одговорите. И сега учеството во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме и вас. Повелете. Искуството во општина Центар е дека секогаш на детските игралишта мора да има чувар, особено ноќен чувар, и искуството кажува дека во соседното игралиште кога имаше ноќен чувар, се беше како што треба. Општината плаќа ноќни чувари за училиштата, плаќа и дневни чувари, зошто не го направи тој на детските игралишта? Тогаш не би се случувале вакви работи. Втората работа е што таа опрема е оставена необезбедена. Тоа е виновна општината, односно подизведувачот на работите, која што веќе 3 месеца нистата локација менува едни исти плочки, тоа беше и пред 5 години, па ако се прави и што се прави, мора да има и обезбедување на таа опрема. Кога е таа слободна опрема, тогаш се случуваат вакви девијации. Значи, дел од вината е и на општината, бидејќи прво работи многу долго на истата локација, а таа ја прави и пред 5 години истата, и оставена е опремата слободна и децата дошле и влегле и правеле глупости. Значи, не ги оправдувам децата, но може ли општината да поведе внимание? Затоа што, ако не поведе внимание, децата се слободни да дивеат. Ако има човек, ако има ноќен чувар, како што имаше порано во скопските игралишта, вакви работи не се случуваа. Значи, се што не е казниво е слободно за децата на таа возраст. Тоа значи дека мора... Ке подсетам 90 секунди, но нема да изоставам да ви се заблагодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ајде да направиме една компарација. Може? Ве слушаме. Вака. Значи, малолетните си наоѓаат забава. Сега. А
кога малолетните ги гледаат големите како крадат, како плячкаат и ништо му не можат, па тие ќе си прават забава како што они можат. Тука е крива државата. Прво, овие поднив има и на големите. Значи, дали е на градоначалник, дали е на советник, дали е на судија. И тие прават прво, а овие сиромашките ги гледаат и тие ќе почнат. Тие ако се сиромашки, ама ќе почнат. И ако дојде до нешто, некоја голема хаварија, проблем, ќе го фатат овој сиромашкиот и тој ќе го малтретират. А тој големиот не смеа да го чепнат. Тоа е едната работа. Другата работа. Полицијата, ако случајно го фати тој, па не дај Боже да се погоди на некој голем човек, полицајецот ќе биде на дисциплинска ставен. И прво опоменет, после втората ќе биде избркан од работа. И што е најмногу битно, 100 пати сум кажал, алфите треба да се вратат во Скопје. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Време е да ги погледнеме и резултатите од Instagram Story анкетата. Заследете не за да земете учество веќе во утрешната анкета. А на денешното прашање дали засилено присуство на полиција во населбите е решение, со да одговорија 85%, а со не одговорија 15%. Сега веќе време да ги погледнеме рекламите, потоа секако се враќаме во студија. Повторно во студиото, доволно да ви се заблагодарам искрено и да ви посакам да имате убаво попладне. Се разбира најдобро попладнето кога ќе ве придадам кај Нина Тиката. Така е, Дина. Ќе ме фирмате или толку беше? Не, ништо ќе напрашуваш или да ти кажам? Ја веќе ништо не прашувам, од нена траум имам, како од детство ми е траум. Пошто неуспешни за прашања, да никој ќе почне. Не, неуспешните се одговорите, господине млад. Тинке, да ни дојдеш во емисија, па овде. чекам. Тина, може да се договориме, нели? За нова година кај вас. Знаеш ти кога е чочекот, така? Добро. Опа, спремај се Тина и за пење. А знаеш да пееш? Па ми рекоа во квиз дека не, ама не бев расположена за пење, не знам, Дино ќе ме вежба. Па готово, Има време до нова година, ќе те